Овој документ ви е издаден 76-та Шеста година. Да. Да. И пише дека сум инвалид 100% прва категорија, неспособна за самостоен живот и превредување, тогаш така се водело, и нема потреба од контрола. И сега након 36 години ме повикуваат повторно да не сум продала случајно, да слеп човек не прогледал, да на ампутирец нога не му пораснала. Сите ние тешки инвалиди мораме да се јавиме повторно на комисија. Избора плаќаме 2.500 денари. Сега некој ги има, некој ги нема. Некој ќе се зајми, некој може да дојде, некој не може. Али е речено, ако јас денеска не се појавам, дека ме бришат од список. Тоа ви е некаде половина од инвалиднината, така? Инвалидната е 4350, поштари на лево десно 4250 добивам месечно. Која касни 2-3 месеца веќе. Лани за изборите не каснеше, така? Лани добивме 2 пати месечно за изборите. На крај и на почетокот на месецот. Ова е според новиот закон што е изгласан во собранието да треба да доставите ваква потврда, така? Да, требаше да се поднесе потврда, трансакцијска сметка и молба. Сето тоа го пратив у Центар за социјални грижи во аеродром. Не можело така, не важело овој наод, не е више валиден, не знам зашто. Сум морала повторно да дојдам за да ме види комисија. Код комисијата ме виде и ќе ми издадат исто вакво, али ново. Има луѓе сигурно што не ни можат да дојдат. Има луѓе кои се страшно непокретни, ни раце, ни нозе, имате спастичари, церебрална парализа кои мора да се бидат врзани во количка. Има луѓе кои морат рецимо да идат од помало место во поголем град. Тоа се сепак уште поголеми трошкови. Ајде, јас сум тука у Скопје, лесно е. Со кола, со автобус, на било кој начин ја ќе се снајдам, ја ќе дојдам, jer ја можам. Има луѓе кои не можат. Добро, што мислите зошто се прави ова, стравуваат да не има луѓе кои што малверзации. Али не може еден параплегичар да направи малверзација, не може еден слеп човек или еден ампутирец. Мислам, тоа е очито. Замислите да сум продела па Македонија би била мека, овдека сите параплегичари би дошле на лечење. Зошто е 2500? Што има тој преглед што толку чини? Ја тоа не би го ни преглед. Никој не ме пипна. Ни апче, ни инекција, ни ништо. Едноставно седеат позади маса, као на обична лекарска комисија која ќе отиде на лекар, тој ќе стане барем притисок ќе ви измери. Ни това. Па сигурно пари во буџетот. Преку грбот и на оваа група на луѓе? Баш на оваа група на луѓе. Затоа сум страшно изреволтирана. Зашто 2500 денари? Велите дека има револтка и сите ваши пријатели и колеги. Голем број. Не сакаат да дојдат да зборуваат. Не знам зашто се. Од што се плашат? Можда дека ќе им ја укинат негата или дека ќе имат проблеми во нивните здруженија. Не знам, верујте ми. Ова е страшно ако за ова се плашат да говорат луѓето. Страв владе. Што е вашата диагноза? Од кога сте? Параплегија. Фрактура L1, 2 и 3, 3 прашки скршени. Значи, параплегија од сообраќајка земени долни екстремитети. Тоа е. Една сте од особите, мислам се сеќавам и од порано од телевизиските настапи кои што имаат храброст и сила да живеат и со оваа несреќа која што ги снашла во животот. Знам дека сакавте да читате, колку што се сеќавам, спортував. Јас сум последен првак на Југославија за жени во атлетика. И така, али знаете што е со време? Тоа. А сепак духот не ве остава. Ниту да се борите, ниту да се бутувате против неправдата. Ја мислам, што сум постара, све сум полоша. Све сум појака психички, постабилна, подсврста. Можда така сум воспитана, така сум рехабилитирана, да морам сама да се борам низ живот, да живеам сама, да се грижам сама за себе. Тоа е. Што им порачувате на своите колеги? Да ги барат своите права кои ги изгубија. Ние немаме центар за рехабилитација. Мислам да влезете унутре да видите каква е. Ја им се дивам на тие луѓе кои работат внатре и тие пациенти кои лежат. Грозно. 20 години не сум била на рехабилитација. Не знам каде да појдам. И немаме ни право. За да идам на рехабилитација морам да лежам у болница. Значи треба да се испокрашам уште повише. Онда не одам. Онда боле собери пари, плати па отиди.
На власта што би ја порачале? Еве ова што ви го бараат сега. На власта? Еби му порачала на градоначалникот Коце и останатите наши да седнат у количка и да го извозат Скопје, да ги видат тротоарите колку се искосени. Дека од улица рипање на тротоари е страшно ризично и тоа што го имат направено не е идеално. Многу лесно се паѓа од количка. Не знам дали виделе надвор, тоа е комплетно равно, нема ивичњак, нема ништо. Да, ако сакат да видат како живеат овие луѓе, нека седнат еден ден у количка, нека живеат така. Само да пробаат.